background. Ако во суштина некои јавни личности на македонската политичка сцена за кои јавно или тајно или озборуваме или интригираме се дел од некакви коси инсталации и ние ги заштитиме, што сме добри? Еве сега се доврзам на тоа. Која хипокризија? Само да го кажем уште овој недостаток се доврзам на ова. Со законот се иземени соработници на странски служби. Да. Не стои во тој закон. Значи фактички со тој закон се е иземено. Набројав веќе неколку категории, сега сам доврзам нова. Во законот има една формулација стои органи на државна безбедност се сметаат управата за безбедност и контраразузнавање, агенцијата за разузнавање и секторот за контраразузнавачка заштита при Министерството за одбрана. Тоа за во овој контекст да кажам дека сега свесни сме на тој процес на сукцесија што оди меѓу поранешните држави од поранешната југословенска заедница и тој процес на сукцесија во меѓународното право се развива во два правци, општ и посебен. За тие посебни правила постојат две Виенски конвенции од 78 и 82 за сукцесија на држави во областа на договорите и сукцесија на држави во областа на државниот имот, долговите и архивите. Се што е битно за нас архивите. Значи треба да се направи тој процес на поделба на архивите, за нас е битна таа архива на таа удба или кос, како да ја кажеме, од тоа време. И сега во тој закон треба да стои, значи, една општа одредба да стои со работници на тајни полиции. И со тоа ја опфаќаме и кос, и фактички тука е суштината, тука е целата македонска трагедија со кос. Во тие архиви ќе се види дека сите тие клучни општествено политички работници кои што биле на врска во тоа време, таа кои што ја генерирале таа македонска трагедија, бидејќи без кос, јас се сложувам, тој проект на илустрација ќе биде несериозен. Добро, положани Петровски. Сега не знам, јас има големи тенденции да се негира ова иницијатива. Со тоа ние како да ја негираме иницијативата на сите јужноевропски земји кои што веќе трет степен на лустрација вршат. Оние што ја негират, некои почнуваат од таа на уставна категорија презумпција на невиност, други, ето и Хелсиншки комитет кој што е критикуван на некој начин дека има многу мек став и они викат дека со овој закон нема да се подобрат правата и слободите на човекот. Јас мислам дека ова е првата фаза на законот, втората фаза на законот ќе опфати уште други категории. Пред малку слушнав дека со овој закон не се опфатени суди и некои други. Тука се опфатени сите јавни личности кои што се бират. Почнува од членови на советот, градскиот совет, па све нагоре, значи и судиите се бират, се избират од тие 25-6 на категории. Значи судите се. Има некои категории кои што треба да се вметат. Ние имаме како здружение еден предлог на дополнување на законот кој што ќе го дадеме сега во втората фаза. Секако тие досија постојат и од ОЗНА постојат и од УДБА постојат, затоа што активностите кои што се развива овде, да речеме, после трансформирањето на ОЗНА во УДБА, тука има еден континуитет, бидејќи методите се исти. Прво се ствара психоза, после неуроза, после хистерија, држте го непријателот. Значи, ние сме имале такви лични случаеви и ние сме баш против режисерите на тие сценарија. Јас на почетокот, не ме оставивте да ја завршам мислата, немав ништо против она што се случуваше, поради што јас веќе, ето да речеме, го прекршив законот. Но со законот и тогашните закони беше забранета тортура, например. Тортура се практикуваше, беше забрането 8 месеци во истражен затвор. Беше дозволено 6. Беше забрането да не го сретнеш истражниот судија третиот ден од затварањето и така натака. Бевме држани по цел месец во полициските чели и така натака. Значи, ако не се чепне ова тема, никој пат нема да се реши. Петровски, пред да ви дам збор, мислам дека имаме гледаш да им дадеме малце шанса, се извинувам. Добро вечер. Ало, добро вечер.